Вечерва околу 20:30 часот владиниот авион со 6 евакуирани македонски државјани од Израел се очекува да слета на Скопскиот аеродром. Владиниот авион според најавите треба да полета од Египет околу 18 часот со патниците кои беа изнесени од Израел со помош на дипломатските представништва и по копнен пат беа однесени во Каиро. Лицата кои изразија подготвеност за евакуација од Израел се очекува во попладневните часови со владиниот авион да полетаат кон Скопје. Со тоа целосно ќе се заокружи процесот на враќање на сите граѓани кои побараа извлекување од Израел. Следните денови се очекува да бидат евакуирани и заглавените македонски државјани од Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахрейн и Кувајт. Интересот за евакуација од погодените кризни подрачја на Блискиот Исток постојано расте. До сега повеќе од 600 граѓани побарале помош од македонските власти да се вратат во Македонија. Само од амбасадата во Абу Даби се евидентирани вкупно 505 македонски државјани, од кои од нив 458 престојуваат во Обединетите Арапски Емирати, 31 лице се пријавени во Кувајт, а 14 од Бахрейн. Во Доха пак евидентирани се уште 141 македонски државјанин кои побарале информации или асистенција. Од Министерството за надворешни работи соопштија дека процесот на евакуација се реализира согласно веќе разработен план. Изутрината авион со 138 патници, меѓу кои имало и македонци, полетал од Дубај и слетал на аеродромот во Тиват. Предходно дел од македонските државјани се вратија со српски авион од Египет, а 6 мина враќањето за Скопје го организирале во сопствена режија. МНР вчера информираше дека ќе издвои €1.000.000 за евакуација на македонски државјани од земјите погодени од конфликтот на Блискиот Исток. Со одлука на владата веќе е почната постапка за јавна набавка за организација на чартер летови за нивна евакуација.